Германскиот малопродажен гигант Lidl бара влез во Штип. За почеток, тој од општина Штип побарал 10.000 квадратни метри површина на кој ќе се гради главниот со останатите придружни објекти. Штипскиот градоначалник Сашко Николов за телевизија Стар ја потврди информацијата дека со представници на компанијата разговори на оваа тема веќе имало. Тоа што беше како нивно барање испорачано, односно пренесено до нас, до градоначалниците на одредени градови во Република Северна Македонија, дека конкретно за општина Штип бараат локација од 10.000 метри квадратни, што е локација која што ние веќе обезбедивме две такви локации и им ги пуштивме на располагање на представниците од владата, кои што ќе во соработка со Lidl ќе ги одберат која од тие две локации би била идна инвестиција на Lidl во општина Штип. Барањето кое само може да се посека, Штип го принуди итно да размислува иако соодветните парцели тешко се обезбедуваат, на Lidl на избор му се понудени две. Lidl има план за поширока соработка во Република Северна Македонија, каде што се опфанати сите големи општини и дел од средните општини, меѓу кои што влегува и општина Штип. Сепак, за градот од форматот на Штип, локациите не би требало да бидат нерешлив проблем, зашто влезот на оваа мега компанија, освен за него, од голема економска важност е и за регионот. Сигурно дека влегувањето и на супермаркетите Lidl ќе има поволности, мислам дека има позитивни работи, кои што главно ќе се базираат на внесување на некој странски ноу-хау кој што можеби до сега го немало. И внес на некои нови производи кои што можеби по квалитет и ценовно ќе бидат поконкурентни во однос на сегашни. Сигурно дека бројот на вработени кои што ќе го има Lidl ќе биде значаен. Ние се бориме за секое работно место кој мала економија. Значи ли тоа ангажман на други компании во работата на Lidl од трговски гледен аспект? Од трговски гледен аспект сигурно дека ќе имаме дополнителен ангажман на компанија, меѓутоа според обемот на кој што Lidl би влегол во Македонија и според обемот кој што ќе го има на работа во Македонија, мислам дека тоа нема да биде толку многу значајно за да можеме да кажеме дека тие работни места ќе предизвикаат огромен ефект. Меѓутоа сепак, пак кажав, секоја борбата и за секое работно место е добра и тоа е особено оние принципи кои што ги вметнува Lidl во своето работење ќе имаат добро влијание на работата на оние компании кои што од околу ќе работат за Lidl. Lidl својот влез во Македонија веќе го завери, откако пред 3 дена кај нас регистрираше фирма со почетен капитал од 500.000 евра. Основна причина за влезот е нивната проценка дека во Македонија најголемите малопродажни компании годишно прават промет од околу 600 милиони евра. Со нивниот влез прометот би се зголемил, но истовремено и понудата.